school that is initially also in our country, and they were divided. Some of them to have official way of transport in our country. That is how It's very sensitive than some content. It's very sensitive. So we will try to provide very quick. But I think that we have to learn one from each other. I think because this is a global problem, not only for our Основата е институциите, владата и сите други институции во државата да бидат отворени кон медиумите и да ја почитуваат работата на новинарите и на медиумите. Доколку навремено, транспарентно и одговорно постапувате кон медиумите, ги давате информациите што ги бараат, им дозволувате слобода на изразување, слобода на истражување, на истражувачко новинарство, тоа значи дека има слобода во работењето. Кога медиумите се ослободени од притисок, оние што се професионални, а најголем дел од нив се професионални, тие знаат како да си ја завршат својата работа. Тогаш имате развој на демократија, тогаш имате развој на едно цивилно демократско општество и тогаш граѓаните се навремено информирани. Во спротивно, доколку владите, државите се обидат да скријат некакви информации, тоа веднаш преоѓа во форма на притисок врз медиумите да не објавуваат информации, тоа е другата страна, другата варијанта. А тогаш добивате автократски режими, диктаторски режими, нешто што од што Македонија се ослободи пред една година и што не сме никогаш повеќе да се повтори. И затоа велам, многу е значајно сите оние кои што се на одговорни функции во општеството, не само политичарите, па и јавните личности и сите други, да сватат колку е значајна улогата на медиумите, на слободата на говорот и на изразување, да имаат огромна толеранција кон критиката, да бидат подложни на критика и да се коригираат кога ќе бидат искритикувани и при тоа постојано да имаат партнерски однос кон медиумите и кон новинарите. На таков начин, низ такви форми на комуникација, можеме заедно да спречиме многу појави, а една од тие е лажните вести. Кога вистината ќе ја пласирате, тогаш лагата губи на интензитет.